Ова се настаните за денес. Доколку Охрид и ова лето не понуди уредени плажи, тоа негативно ќе се одрази врз туризмот на Подолкрок, алармира Пецаков. Иницијатива за прогласување на Охридското езеро за заштитено подрачје споменик на природата. Струшки трговци не ја почитуваат владината одлука за маржите на основните прехранбени производи. Промовирана книгата за охридскиот интелектуалец Лев Огненов. Македонија одбележува 119 години од смртта на националниот херој, револуционер и идеолог Гоце Делчев. За најавените и за останатите содржини за денес ке ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес по свежото утро во текот на денот имавме претежно сончево време со појава на локална облачност и топло со измерени максимални 18 степени Целзиусови. Во текот на ноќта среда кон четврток ќе преовладува претежно ведро време со појава на локална облачност. Утре во поголем дел од Апенинскиот полуостров, како и во Франција и областа на Алпите, ќе преовладува нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, локално со услови за појава на невреме. Во останатите предели од Европа ќе преовладува претежно сончево време со локална облачност. На Балканскиот полуостров утре претежно сончево време со појава на локална облачност и потопло. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 20 до 25 степени. Во Македонија во четврток по свежото утро и температури кои што ќе се движат во интервал од 2 до 10 степени, во текот на денот ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и топло. Максималните дневни температури ќе достигнат до 18, односно до 27 степени. Во Охрид во четврток ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и потопло. Минималната температура од 8 степени, додека пак дневната до 21 степен. Во петок умерено облачно со сончеви периоди, а попладне со услови за локален дожд. Минималната температура од 9 степени, додека пак дневната до 15 степени. Во сабота и недела претежно сончево време со локална облачност. Минималната температура од 10, односно 7 степени, додека пак дневната ќе достигне до 14, односно до 17 степени. Како да го искористам слободното време за дополнителна заработка? Каде да најдам работник при зголемен обем на работа? Хотам го има решението. Бидете дел од проектот Платформа за вработлување и социјални работи. Ако си невработено лице, студент, ученик постар од 15 години или вработен со согласност од работодавачот, пријави се за дополнителна заработка со платени придонеси и евидентиран стаж. Ако поседувате угостителски објект, изберете работник за краткорочен ангажман за кого проектот ги враќа платените средства за придонеси и персонален данок. Регистрирај се веднаш на hotam.mk. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Доколку Охрид ова лето не понуди уредени плажи, тоа негативно ќе се одрази врз туризмот, алармира градоначалникот Пецаков. Локалната самоуправа во пресред на сезоната ја интензивира иницијативата до централната власт да им посочат локации на Охридското крајбрежје, кои што може да бидат уредени и издадени на стопанисување, како што вели градоначалникот, под точно определени услови. Летната туристичка сезона е на прагот, а состојбата со охридските плажи е статус кво. Доколку Охрид не понуди ова лето уредени плажи, тоа ќе биде погубно за туризмот, смета градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков. Новата локална власт интензивно го турка прашањето за плажите пред централната власт. Пецаков и секторот за урбанизам имале неколку средби со Агенцијата за просторно планирање и со Министерството за транспорт и врски. Агенција просторно планирање го изработува планот за управување со Охридското крајбрежје, кој ќе каже дека ќе има управување, односно уредување на толку и толку локации. Тој ќе го одреди тоа. Добро викам, пошто касните, дајте ние од општина Охрид да ги изработиме тие проекти како проекти во склоп на планот за управување на Охридското крајбрежје и после тоа да пристапиме кон давање, концесионирање и издавање на тие локации кои што ќе е возможно по точно определени услови. Уредувањето на плажите мора да биде во согласност со урбанистичкиот план за крајбрежје што го подготвува Агенцијата за просторно планирање и планот за управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот регион. Иако од владата најавија дека ДУП-от од државно значење за целото крајбрежје на Охридското езеро, со кој се очекува да се решат проблемите со сите видови урбана узурпација на крајбрежјето и водите на езерото, ќе биде донесен во 2021 година, тоа не се случи. Од Министерството за транспорт велат дека изработката на урбанистичкиот план била во процедура. Овој предлог плански опфат се однесува на површина од околу 750 хектари. Предлог планскиот опфат е испратен до Агенцијата за катастар на недвижности, која е во завршна фаза со ажурирање на геодетските подлоги заради планирање на просторот утврден со предлог планскиот опфат. Во тек е и јавен повик за изработка на студија за оправданост на просторот. Минатата локална власт, согласно препораките на УНЕСКО, спроведе акции за отстранување на бесправните објекти на крајбрежјето, како шанкови, платформи, метални конструкции и бетонирани површини. Потоа на потекот од плажа Горица 3, плажа Славија, Капулко, Лагадин, Корали и други беа слободни за користење за граѓаните, што општината го нарече привремен концепт до носењето на планот за крајбрежје. Сега градоначалникот Пецаков во пресред на сезоната во интерес на туризмот бара некој друг вид на привремен концепт кој предвидува издавање на плажите под концесија. Дополнително, локалната е тужена од поранешните концесионери на најатрактивните плажи на кои има и гостителски објекти, кои минатото лето добија забрана да работат. Доколку го добијат спорот, општина Охрид ќе треба да исплати и огромни суми за оштета. Битно е дека во периодот кој што ќе стег не така долг, ќе го интензивираме процесот и се надевам дека ќе добијаме каков таков одговор и доколку го имаме, доколку немаме, како градоначалник јавно пред граѓаните, ќе кажам состојбата со Охридските плажи. Но над се, тука е загрозениот статус на заштитено подрачје на Охридскиот регион, за чие зачувување и локалната и централната власт добија дополнителен период за имплементација на препораките на УНЕСКО. Екологистите го потсетија Пецаков уште во ноември минатата година, кога најави уредување и издавање на плажите, дека тоа не може и не смее да се направи без да биде донесен планот за крајбрежје, општината да усвои урбанистичка документација за плажи и да се добие позитивно мислење од Комисијата за управување со Охридскиот регион. Градоначалникот Кирил Пецаков оствари протоколарна средба со шефот на мисијата на ОПСЕ во Македонија Клемен Скоја. На средбата се разговараше за предизвиците со кои се соочува Охрид. Се разговараше за УНЕСКО, а градоначалникот делегацијата ја информираше со чекорите што локалната самоуправа ги превзема во согласност со препораките на УНЕСКО. Градоначалникот ги запозна гостите со начинот на функционирање на локалната самоуправа. Заеднички беше констатирано дека веќе добро воспоставената меѓусебна соработка треба да продолжи и постојано да се надградува. Шефот на мисијата изрази подготвеност за давање на поддршка во делокругот на нивното дејствување, информираат од кабинетот на градоначалникот. Шефот на мисијата на ОПСЕ во рамки на денешната посета оствари средба и во секторот за внатрешни работи во Охрид. Владата ја разгледа и усвои информацијата за потребата од прогласување на Охридското езеро за заштитено подрачје во категорија 3 споменик на природата.
Како заклучок со оваа информација, владата донесе одлука за прифатливост на предлогот и го задолжи Министерството за животна средина и просторно планирање да спроведе јавна расправа по предлогот до 30 јуни годинава, врз основа на што ќе се изготви конечен предлог за прогласување на Охридско езеро за заштитено подрачје во категорија 3 споменик на природата. Оваа иницијатива доаѓа согласно препораките на УНЕСКО за заштита на Охридското езеро за да се овозможи заштита, зачувување и одржливо користење на природните вредности, назначување на субјект за управување кој ќе се грижи за заштитеното подрачје и донесување план за управување согласно одредбите од Законот за заштита на природата. Со прогласувањето ќе се постигне прогрес во однос на имплементација на националната легислатива за заштита на природата, Националната стратегија за заштита на природата со акционен план 2007-2027, Националната стратегија за биолошка разновидност со акциски план за периодот 2018-2023, како и прогрес во имплементација на обврските од Европската Унија директивите за живеалишта и птици, обврските од меѓународни конвенции ратификувани од нашата држава, како Конвенцијата за биолошка разновидност, Бернската конвенција, САЙТИС, Бонската конвенција, Рамсарската конвенција и други. Македонија денеска одбележува 119 години од смртта на македонскиот револуционер и борец за слобода Гоце Делчев. Делегации на државни институции, здруженија и граѓани во чест и сеќавање на Делчев положија цвеќе на неговиот гроб во црквата Свети Спас во Скопје. Председателот на Македонија Стево Пендаровски положи цвеќе на гробот на Гоце Делчев во црквата Свети Спас по повод 119 годишнината од смртта на македонскиот великан и револуционер. Во отсуство на премиерот Ковачевски, во име на владата, цвеќе на гробот на Гоце Делчев положија министрите Јованка Тренчевска и Благој Бочварски, како и заменик министерот Беким Реџепи. Сеќавањето на годишнината од смртта на Гоце Делчев како знаменосец на македонската револуционерна борба е и чествување на вредностите што тој ги застапуваше во борбата за слобода и за македонската државност, соопшти владата. Во име на Собранието на Македонија цвеќе положи подпредседателот Горан Нисовски. Цвеќе на гробот на македонскиот великан положија и делегации на политички партии, на Сојузот на борците, како и бројни општински и партиски делегации, организации и здруженија, како и граѓани. Еден од најголемите идеолози на народно-ослободителното движење на македонскиот народ кон крајот на 19-тиот и во почетокот на 20-тиот век, револуционерот Делчев на денешен ден во 1903 година бил убиен од турската војска во селото Баница на пат кон Цер. Промовирана книга за охридскиот интелектуалец Лев Огненов, современик и поддржувач на идеите на македонскиот револуционер Гоце Делчев. Огненов бил еден од најобразованите македонци кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Полиглот, општествен работник, револуционер и прв председател на организацијата на ВМРО во Охрид. Објавена книга за животот и делото на врвниот охридски интелектуалец Лев Огненов. Професор доктор Павле Митрески и магистар Димитар Смилевски се автори на делото за една значајна, подзаборавена личност од нашата историја. Лев Огненов бил врвен интелектуалец кој оставил неизбришливи траги во историјата. Покрај тоа што бил општествен работник и револуционер, бил и секретар на митрополијата, инспектор по образование, полиглот, писател, соработник на револуционерите Христо Узунов и Методи Патчев, поддржувач на идеите на Гоце Делчев, раскажува историчарот професор доктор Павле Митрески. Значаен затоа што Охрид ретко годе овој Охрид е град во кој што ретко годе има интелектуалци, многу дале. За 7-8 жители брои крајот на 19 век и почеток на 20 век. Меѓутоа, по бројот на жители на Балканот и во Европа, Охрид на вистина има создаде високо образовани луѓе од поезијата, од политиката, од науката, од медицината, од раководење на ниво на Македонија. Кој е тој феномен? Јас многу пати размислувам, а на Никола Бошале своевремено правевме разговор
може и докторска дизертација некој да изработи, нарочито социолог. А јас во основа сметам дека влијанието на водата и на црквите, бидејќи Охрид град на цркви и неговата околина, тоа не е случајно, влијае како човекот. Лев Огненов е роден во Горна Влашка Мала во 1868 година. Животниот пат го води од родниот Охрид во Цариград, каде што завршува колеџ, па во Софија. Се посветува на револуционерната борба за Македонија, станува прв председател на организацијата на ВМРО во Охрид, но и на науката, вели магистар Димитар Смилевски. Големиот дел од својот животот го посветил на науката, да речем на образованието. Така што во неговите материјали што не се објавени овдека, бидејќи книжката е толку ограничена поради материјалните средства, таму има големи расправи околу педагошкото воспитување на децата. Оваа книга ние за прв пат го објавуваме неговиот говор, кој што требало да го одржи по повод годишнината од ослободувањето на Охрид, 1946 година. Кога тој се понудил да го... Тој веќе го напишал говорот и тука е објавен целосно говорот, меѓутоа тогашните власти не му дозволиле да го чита говорот. Лев Огненов го завршува својот живот во 1953 година во родниот Охрид, а вторите Митрески и Смилевски на собирање материјали за книгата Лев Огненов работеле десетина години. Напоменуваа дека Охрид како културен центар има голем број интелектуалци чии дела заслужуваат да го видат светлото на денот. 8 трговци од Струга заработија казни за непочитување на одлуката на владата за највисока трговска маржа на прехранбените производи. Граѓаните незадоволни од однесувањето на маркетите, велат не се почитува одлуката за замрзнување на цените. 8 трговци од Струга заработија казна за непочитување на одлуката за највисока трговска маржа на прехранбените продукти. 5 трговци не воделе правилна евиденција, а тројца се казнети за нечестно пазарно однесување. Незадоволни од цените во маркетите, граѓаните се жалат по пазарната инспекција. Има пријави представки од граѓани за непочитување на одлуката на владава по маркетиве и по бензинските пумпи. Државниот пазарен инспекторат е излезен на терен и имат констатирано фактичка состојба. И покрај одлуката за највисока трговска маржа на прехранбените продукти, леп, шеќер, сол, брашно, масло, млеко, месо и други производи, стружани се жалат на високите цени во маркетите. За нас скапи, пензијата мала. 20 дома. Ако ја сметаш ова пензијата моја, ја 10.000, тоа е. Не можам струјата да ја платам. Скапи се многу. Ептен, многу се скапи цените и ова не знам докој ќе одат овие вака со овие цени. Од Државниот пазарен инспекторат во земјава од март до април извршени се 315 инспекцијски надзори за контрола на одлуката на владата за посебни услови во трговијата на одделни производи, со која се замрзнуваат цените со цел да се елиминираат можностите за раст по други основи, а поднесени се 70 на пријави против трговците. Поради изведување на градежни активности што се дел од реконструкцијата на улицата Македонски просветители, а со цел подобрување на квалитетот на водоснабдувањето во централното градско подрачје, утре од 7 часот и 30 минути ќе има прекин во водоснабдувањето. Неколку часа без вода ќе бидат корисниците од улиците Македонски просветители, Кеј Македонија, Димитар Влахов, Славе и Планина, делови од булеварот Туристичка, на потегот од гимназијата до бензинската пумпа Мак Петрол, Гоце Делчев, дел од улицата Бистрица и сите улици од стариот дел на градот, информираат од јавното предпријатие Водовод. Во најсреќен случај утрово рибар го загуби животот на плажата Горица кај хотелот Инекс. Неофицијално лицето, ловејќи риба, се слизнало од карпите и паднало во вода. Портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски го потврди случајот и информира дека екипи на полицијата извршиле увид на местото на настанот.
Општина Охрид упатува апел до сопствениците на кајчиња кои се лоцирани на крајбрежниот појас на локалитетите Сараиште и Канео, истите да ги отстранат во најбрз можен рок. Пловните објекти треба да се отстранат поради тековно одржување и чистење на крајбрежјето во овој потек од општината со цел непречено користење од страна на жителите и туристите. Од плажата Сараиште се отстранува и песокта која беше истурена пред неколку дена, а на сторителите кои ја поставиле песокта, општинскиот инспекторат им поднесе соодветни пријави. Следуваат вестите од светот. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен даде детали за шестиот пакет санкции против Русија договорени во наредните денови. Спомена 4 различни видови. Една од целите ќе бидат високите руски војни официри кои извршиле војни злосторства во Буча и Мариупол. Исто така, Сбербанк, најголемата руска банка, ќе биде исклучена од SWIFT системот. 3 главни државни радиодифузери ќе бидат исклучени од кабелската мрежа на Европската Унија, сателитите или интернетот. Лајн нив ги нарече засилувачи на лагите на Путин, додаде дека Европската Унија исто така најавува крај на зависноста од руската нафта. Суровата нафта ќе биде прекината за 6 месеци, а рафинерираните производи до крајот на 2022 година. Председателката на комисијата треба да ги представи деталите до Европскиот парламент за предлозите за шестата рунда санкции против Русија, Словачка и Унгарија пак рекоа дека нема да поддржат санкции против руските енергетски извори, вклучително и увозот на нафта. Двете земји велат дека премногу зависат од руската нафта и дека во моментот немаат алтернативи. Вчера демонстранти се собраа ширум сад протестирајќи под слоганот "Подалеку од нашите тела" и бараат заштита на правото на абортус, откако во јавноста стигна нацрт одлуката на Врховниот суд со која може да се укине правото на абортус. Ако Врховниот суд ја поништи пресудата од 1973 година, тоа би значило дека абортусот нема да биде дозволен во околу половина од сојузните држави во САД. Неколку илјади луѓе се собраа на митинг за правото на абортус во Њујорк, а протести се одржаа во Вашингтон, Атланта, Чикаго, Денвер, Лос Анџелес и Сиетл. Од Врховниот суд потврдија дека нацртот кој го објавил порталот Политико е автентичен, но посочија и дека нацртот не представува судска одлука или конечен став на било кој член за прашања во тој случај. Пекинг затвори околу 10% од станиците во своето големо метро како дополнителна мерка против ширењето на коронавирусот. Управата на метрото во кратка порака само соопшти дека мерката за затварање на 40 станици, главно во центарот на градот, се презема во рамки на мерките за контрола на епидемијата. Пекинг е во состојба на зголемена готовност поради ширење на инфекцијата, со ресторани и барови ограничени на храна што може да се носи, затворени спортски сали и суспендирани часови на неодредено време. Главните туристички места во градот, вклучувајќи ги забранетиот град, зоолошката градина во Пекинг, ги затворија своите изложбени салони и се само делумно оперативни. Од жителите на градот се бара да се тестираат 3 пати неделно, бидејќи властите се обидуваат да откријат и изолираат случаи без да наметнат тип на соопфатен карантин што се гледа во Шангај и на други места. Негативен резултат од тест добиен во претходните 48 часа е неопходен за влез во повеќето јавни простори. Еден постар жител на Шангај по грешка бил прогласен за мртов, одведен во мртовечница во жолта вреќа како најнов знак на нефункционирањето на градот погоден од ковид, каде што милиони луѓе остануваат во локдаун, кој го спроведува владата. Видео снимката снимена од случајен минувач покажува момент кога неколку работници облечени од глава до пети во заштитна опрема се оддалечуваат додека сваќаат дека човекот е се уште жив. Снимката од тогаш стана вирална на кинеските социјални мрежи, предизвикувајќи ужас и бес. На видеото објавено во неделата се гледа како главата на човекот жител на старечки дом се појавува од жолтата вреќа, додека работниците ја креваат од возилото. Окружната влада реагираше на инцидентот во понеделникот, велики во соопштение дека стариот човек сега е во стабилна состојба. Тројца функционери се отстранети од Бирото за граѓански работи и Канцеларијата за социјален развој во областа, а смените и шефот на старечкиот дом, се вели во соопштението. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.